Талат Џафери од утрово е во претседателскиот кабинет на Собранието и веќе располага со службените печати. Името на Трајко Велјановски е тргнато од вратата на кабинетот, а Џафери се појави како претседател и на официјалниот сајт на Собранието. Првата средба имаше со евроамбасадорот Самуел Жбогар. По неа собраниските служби испратија соопштение во кое се вели дека Жбогар му го честитал изборот на Џафери и истакнал дека со ова Собранието и Македонија продолжувале со процесот на целосна интеграција во евроатлантските структури. Првите фотографии на Џафери во Собранието предизвикаа бурни реакции. На нив се гледа дека во кабинетот веднаш се поставени две знамења на Република Албанија, едно на Европската унија и накрај државното македонско знаме. Токму ова ги зоври социјалните мрежи, а доминираа коментари со осуда за овој прв чекор на Талат Џафери. Талат Џафери влезе во кабинетот на претседателот на Собранието и на маса го стави прва албанското знаме. Заев, ти и твоите за ова се борите цело време? Нели рече дека уставниот поредок ќе се почитува и македонските символи. Ова е за тебе бољи живот, провокации и уривање на соживот со туги знамиња. Изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието е избрзан и опасен за демократијата и институционализмот, чекор на така нареченото парламентарно мнозинство. ВМРО ДПМН применуваше демократски легитимна метода на одолговлекување, во САД позната како филибастер, со предолги и нетематски говори. За последните политички безбедносни предизвици денес повторно реагира и од ВМРО ДПМН. На пресконференција кажаа дека СДСМ била директно одговорна за револтот на граѓаните, пред се поради како што велат, подметнувањето на тиранската платформа. Ние ги почитуваме законите и уставот на Република Македонија. Според тие закони, според деловникот на Собранието на Република Македонија, не е направен само обид за нелегален избор на Талат Џафери. Се поголем број граѓани јавно кажуваат дека врз нив се врши прогон без никаква основа. Недозволиво е полицијата да приведува лица кои не сториле никакво кривично дело. Им се подметнуваат пријави, а некои се повикуваат дури и за вербален деликт. Инак утрово се појави информација дека парламентарното мнозинство со 67 потписи заверени во Собраниската архива веќе испратиле допис до службениот весник на Република Македонија со барање одлуката за избор на Талат Џафери за претседател на Собранието да биде објавена.